Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Ова видео е повторно продолжение од претходното видео од 12-тиот чекор на третата фаза од книгата на авторката Шефалица Бари "Родителска карта". И насловот на 12-тиот чекор беше "Родители, кој е вашето дете?" И претходно зборувавме дека родителот, за да може да го види своето дете, потребно е да се подреди на неговата суштина. Подредувањето со суштината на своето собствено дете му овозможува на родителот не само тој сам себе си да влезе во една поголема свесност за себе, туку и за врската помеѓу себе и помеѓу детето, значи врската родител-дете, во насока на градење на свесност и истовремено и детето да му овозможи самото тоа да се запознае, да се разбере себе си. И кога ние сме спремни да му помогнеме на нашите деца да можат да се разберат самите себе си, да разберат својата суштина, тогаш многу полесно тие се прифаќаат и многу полесно тие се поседуваат себе си, а кога се поседуваат себе си, тие учат да се почитуваат самите себе си и да се држат до собствената вистина низ целиот свој животен пат. Категориите кои што Шефали ги прави се исклучиво наменети за разбирање на родителот, на детската есенција и да може, за да ја разбере детската есенција, да може родителот да се поврзе со своето срце. Значи едноставно да може да го да не поврзе Шефали со просторот на нашето срце, а не само со разумот. И исклучиво овие категории се наменети за родителот да може да му возможи на детето да се разбери себе си и да расте во насока на поголемо прифаќање на себе си, а не заради осуда на родителот и заради осуда на детето. Свесното родителствување му овозможува на родителот да може да се види и тој, и детето, значи да се видат во нивната комплетност, во нивната целовитост, во нивната вредност. И кога родителот делува од еден таков режим, тој успева да почне сам себе си да се почитува, сам себе си да се прифаќа и сето тоа да му го пренесе на своето дете, да си се виде само детето во својата собствена природа какво е, без да го етикетира, без да го фали, без да го срами. И овој процес на категоризирање на детската суштина, Шефали, значи претходно спомна дека не е ригидна, затоа што човековата природа не е ригидна, ниту пак е апсолутна и не може да се категоризира. Меѓутоа, овде во оваа категоризација на детската суштина, таа ја прави од низ еден спектар од започнувајќи од највисока анксиозност, па се до најниска, до ниво на најниска анксиозност. И со цел да можат родителите на вистина да се обидат да направат барем одредена идентификација на детската суштина кај секое свое дете. Првата категорија, која што ја прави, таа ја нарекува анксиозниот експлодирач. Значи, овде станува збор за деца кои што имаат високо ниво на анксиозност и многу лесно експлодираат. И таа ги прашува родителите, му поставува прашање: родители, дали сметате дека вашето дете представува за вас, може да се спореди како некоја вжештена жица која што во секој момент може да се скине, или пак како некоја темпирана бомба која што во секое време може да експлодира. Дали вашето дете е високо анксиозно, дали вашето дете е често раздразливо, дали е често нервозно, дали е високо иритабилно, дали вашето дете премногу се заплеткува со вас, дали често плаче, дали често влегува во паника, дали често се жали и дали се едноставно е поттикнувано и од најмалите нешта. И доколку е така, можно е вашето дете да биде
премногу чувствително. Значи, вашето дете да е премногу сензитивно. Затоа што премногу чувствителните деца, тие се порозни, односно се високо впивливи на нештата околу нив. И ова е нивната суштина, значи таа е нивна природна особина и таа е нивен природен квалитет. Меѓутоа, како резултат на таа нивна особина, природна особина, овие деца реагираат многу на надворешните работи и ова реактивност кај овие деца представува предизвик за самите родители, значи му отежнува на родителите да можат да се справат со таа, да се справуваат со таа нивна висока анксиозност. И тој е предизвикот на родителите кај овие деца, бидејќи нивната преголема сензитивност им носи премногу чувства во одреден момент, со кој што децата многу тешко можат да се справат. Значи, овие деца знаат да абсорбираат голем број на чувства и смешани чувства во одреден момент. И што тогаш прават овие деца? Кога се високо вознемирени, тие не прават ништо освен што експлодираат. Зошто? Затоа што ова е премногу за самите деца. Значи, овие деца и текако се проблематични во наводници за самите родители, затоа што постојано се активирани. И можат многу лесно да се активираат. Може да се активираат да бидат потикнати од облеката, може да бидат потикнати од некој збор што ќе му го кажат родителите, може да бидат потикнати од некој мирис и така натаму. И кога се во таа состојба на потикнатост, овие деца барат исклучително високо ниво на внимание од страна на родителите и високо ниво на трпеливост од страна на родителите. Значи, ова акутна сензитивност кај нив ги прави едноставно да ги собираат многу лесно туѓата енергија и се околу нив што се случува, голем број на знаци од надворешната средина, и сето тоа доведува кај нив да се создава, да формираат едни силни мисли за работите околу нив, без разлика дали тие мисли се позитивни или негативни мисли. И ова е предизвикувачки за самите родители, кога треба родителот да му помогне на детето да може да се справува со ова негова чувствителност во текот на животот на самото дете. Плачењето и паниката најчесто се јавува. Значи, таа е најчеста особина кај овие деца. Исто така тие имаат една многу дива, необична имагинација, кој што предизвикува кај нив еден страф од иднината. Тие знаат да имаат едни необични соништа, кои што му предизвикуваат кај нив една ирационална вознемиреност. И овие деца често пати знаат да ги поставуваат прашањата што ако се случи ова, што ако се случи тоа и така натаму, без да можат да бидат задоволни од одговорите кои што му ги даваат нивните родители. Значи, тие одговори не ги задоволуваат, не ги смируваат. И овие деца навистина се големи сунѓери, земајќи во секој знак од надворешната средина како значи, едноставно како реактивност. И делуваат, значи реагираат едноставно, значи како ги потикнуваат тие знаци од надворешната средина и стануваат реактивни. И таа ги прашува родителите дали навистина вака вие ги чувствувате вашите деца. Затоа што да се биде околу нив навистина можат овие деца да ве направат исцрпени, можете да се чувствувате презаситени од нивното барање на внимание и да едноставно да прегорите од умор. И на овие деца им е потребно многу внимание, многу трпеливост,
како што вели Шефали, на овие деца им е потребно многу се од страна на своите родители. И во зависност од темпераментот, родителот може да реагира кон овие деца, велиме, несвесно да реагира, затоа што станува збор за реактивност, од на два можни начини. Прво, со прекумерна контрола и вториот начин прекумерно занемарување. Сега родителите кога реагираат со прекумерна контрола, тие се обидуваат да се справат со вознемиреноста, со многу силната вознемиреност кај овие деца, преку гнев, преку лутина, правејќи ги да се чувствуваат небитни, правејќи ги да се чувствуваат мали, правејќи да се чувствуваат невредни и лошо. И ова е вообичаено за родителите кои што ја носат его маската на борец или его маската на замрзнувач или его маската на напуштач, или пак родителите кои што ја носат его маската на поправувач, тие знаат да претераат со своето прекумерно заплеткување со своите деца, затоа што овие родители и тие поседуваат природно поседуваат висока анксиозност, висок степен на анксиозност и бара да ја микроменаџираат високата анксиозност кај своите деца. И што прават? Како тоа го прават? Преку постојано настојување да ги решаваат нивните проблеми. Значи ги поправаат преку пренагласено преуредување на околината, на надворешната околина, на средината околу нив, само за да не се чувствуваат така нивните деца. Например, ќе земеме едно дете кога е мало и кога родителот гледа дека тоа се нервира кога ќе му каже да ги собери играчките, секогаш плаче, се вознемирува, не сака, агресивно е тогаш. И овој родител, како се справува со ова дете? Родителот поправувач, значи тој се ќе направи само за да го среди домот, собата, за неговото дете, за да не заплаче, значи ќе му суреди играчките. И овие деца, значи тоа се деца кои што непрестано бараат помош без разлика на својата возраст и кога истото го прават и кога значи се тинејџери или кога се возрастни. Значи бараат постојано да ги спасуваат нивните родители, да му помагаат. Најслед ова врска помеѓу нив изгледа дека тие имаат добра врска, дека се блиски со своите родители, меѓутоа во суштина оваа врска е високо заплеткана врска. И сега останува да се прашаме што навистина му е потребно сега на овие деца, какви треба да бидат родителите, за да можат да се справат со вознемиреноста кај овие деца. На овие деца итекако му се потребни многу силни родители, многу цврсти родители, многу стабилни родители, родители кои што во својата цврстина ќе бидат многу и многу мирни. Значи, нив не им е потребен родител со его маска на борец, ниту родител со его маска на поправувач, туку нив му е потребен родител кој што ќе може да ја алхемизира нивната вознемиреност, односно да ја претвори во интуиција и да ја претвори во моќ, во зацврстување и во нивно себе насочување. Значи, потребен му е свесен родител кој што ќе му помогне да ја редефинира својата висока вознемиреност и повторно да може да му открива овој родител едни нови особености, значи да ја претвори таа вознемиреност во само насочување на собственото дете, значи да му возможи детето само да може да се насочува. И ако родител, затоа што ако родителот стане реактивен, тој почнува да се лути, почнува да се вознемирува и тој самиот станува реактивен и затоа на овие деца навистина му се потребни родители кои што ќе ја имаат улогата да бидат пред се стабилни, да бидат смирени и постојано во една состојба на
присутност со самите деца, бидејќи ако родителот е реактивен, тој може повторно да предизвика едно цунами од емоции кај децата. И со што не може да се оствари еден напредок. Значи, кај овие деца. И поради тоа, родителот е потребно овде, за да го оствари тој напредок, да внеси една енергија во обратна насока. Значи, на овие деца што му е потребно? Една енергија со високо ниво на смиреност, и со родител кој што их има висока доза на центрираност, на стабилност. Иако ова навистина не е лесно за самиот родител, ова е она што навистина му е потребно на овие деца. Очајно му е потребно на овие деца, значи, за да можат да се вратат во својата вистинска природност. Значи, да можат нивна природна особина да ја насочат во една енергија која што ќе му овозможи многу полесно детето да напредува преку таа вознемиреност, наместо да станува реактивно. Шефали најчесто пишува за овие деца дека родителите, кога се справуваат со овие деца, се многу уморни, значи родители кои што се нервозни, секогаш кога доаѓале кај неа, тие биле секогаш при крај со нервите, му доаѓало често пати да се откажат од родителствувањето, затоа што се чувствувале секогаш потиштени од превисоката вознемиреност кај овие деца, прегорувале и заради нивната изнемоштеност и се чувствувале како неспособни родители затоа што и да направеле, едноставно не успевале да можат да се справат со вознемиреноста кај овие деца. И токму поради тоа шефали најчесто поставувано прашање кај ова категорија на деца од страна родителите било како ние да го испочитуваме своето дете кога е вакво, кога е често пати се во состојба на висока вознемиреност. И таа им објаснува дека начинот на кој што навистина можеме да направиме промена кај овие деца е да ја претвориме, односно да ја алхемизираме преку една мудрост нивната чувствителност. Како тоа ќе го направиме, шефали објаснува преку една пофалба. Значи, да ги фалиме нашите деца за нивните квалитети. За нивната способност тие да можат да чувствуваат, да ги чувствуваат и да ги процесираат знаците во надворешната околина, меѓутоа исто така и да не заборавиме да ги учиме децата да одат внатре. Тоа е многу битно. Зошто? За да можат тие да научат како сами да креираат одговори за нивната анксиозност, висока анксиозност, но исто така и да учиме како да си даваат сами утеха на себе. И како ова можеме да го постигнеме? Исто така шефали дава еден пример на една комуникација која што се случува помеѓу, значи треба да се случи помеѓу родителите и помеѓу децата со цел да може да се намали кај нивната анксиозност. И сега ќе ви ја прочитам таа комуникација. Ти си како сунѓер кој впива се околу себе. Ти си сензитивен и нежен, впивајќи се околу тебе. Тешко ти е да го разделиш твоето расположение од туѓото. И поради тоа ти често експлодираш. Кога си нервозен, затвори ги очите и повторувај си на себе. Јас сум безбеден сега.
Јас сум дома сега. Јас ќе бидам во ред. Повторно. Јас сум безбеден сега. Јас сум дома сега. Јас ќе бидам во ред. И уште еднаш. Јас сум безбеден сега. Јас сум дома сега. Јас ќе бидам во ред. Ти не си лоша личност, затоа што го губиш мирот. Ова се случува со високо чувствителни личности. И како што учиш да се чувствуваш безбеден во овој свет, ќе стануваш посмирен. Кога ќе видам дека експлодираш, знам дека е заради твојата вознемиреност и несигурност. Ќе го дадам најдоброто од себе, за да те подсетам дека ти си безбеден во тој момент. Твојата сензитивност и твојата моќ, ако успееш да научиш да ја користиш на исправниот начин, таа ќе биде твојот радар, твојот водич, која ќе ти помогне да дознаваш за туѓите состојби. Наскоро ќе научиш да ја користиш без да дозволуваш оваа информација да те надвладее. Кога тоа ќе го постигнеш, ќе можеш да ја искористиш оваа твоја сензитивност во твоја корист, за твој бенефит, како твоја предност. На овој начин, родители, ние им објаснуваме на нашите деца за нивната природна особина и кога е така, децата на овој начин се чувствуваат безбедни, се чувствуваат разбрани, се чувствуваат прифатени. И со оваа комуникација ние ја гледаме есенцијата на нашите деца како нешто природно, како нешто чисто, како нешто безценето. И му помагаме тие да можат да си создадат една своја слика за нивната вредност и за нивната почит. И најбитно од се е кога ние како родители успеваме нашите деца да можеме да ја преиначиме енергијата од стравот и да ја претвориме, да ја алхимизираме, како што вели Шефали, во една енергија на љубов кон себе, тогаш составаме една основа кај децата да можат да се разбудат кон едно исцелување кој што итекако им е многу битен во процесот на нивниот иден живот. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.